Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите овошна торта со изматена сладка павлака. Почнуваме со подготовка на пандишпанот. Во длабок сад кршиме 4 јајца. Додаваме 4 лажици шејќер. Матиме со миксер додека не се растопи. Го додаваме прашокот за печиво. Потоа го додаваме брашното. Мешаме со лопатка додека смесата не се соедини. Смесата ја нанесуваме во тава од рерна обложена со хартија. Тавата ја ставаме во рерна. Печеме 15 минути на температура од 200 степени. Во меѓувреме го подготвуваме филот. Во тенџере на оган го налеваме млекото. Го додаваме преостанатиот шеќер. Во длабок сад го ставаме желатинот. Налеваме 120 мл вода. Оставаме да набабри. Преостанатите 2 јајца ги кршиме. Белките ги оставаме во сад настрана. Жолчките ги ставаме во длабок сад. Откако млекото ќе зоврие, го тргаме тенџерето од оган. Со миксер го матиме набабрениот желатин. Во садот постепено го додаваме врелото млеко. Матиме додека смесата не ја добие потребната густина. Една по една ги додаваме жолчките. Матиме додека смесата не се соедини. Во сад за матење ја ставаме сладката павлака. Матиме со миксер. Откако ќе ја добие потребната цврстина, ја додаваме смесата од длабокиот сад. Откако филот ќе се соедини, го исклучуваме миксерот. Бананата ја лупиме. Ја сечкаме на ситни коцки. Ја ставаме во длабок сад. Ја преливаме со претходно иседен лимонов сок за да не потемни. Јаболкото го лупиме. Го сечкаме на ситни коцки. Го додаваме во садот. Преливаме со лимонов сок. Потоа го лупиме кивито. Го сечкаме на сличен начин. Го додаваме во садот. Го лупиме и портокалот. Го сечкаме на коцки. Го додаваме во садот. И крушата ја лупиме. Ја сечкаме на коцки. Ја додаваме во садот. Преливаме со преостанатиот лимонов сок. Промешуваме. Тавата со испечениот пандишпан ја вадиме од рерна. Го вадиме изладениот пандишпан од тавата и отстрануваме хартијата. Со калап вадиме тркалезна форма. Ја ставаме во тркалезен калап за печење. Од преостанатиот пандишпан со калап вадиме форми на елки. Исправени ги редиме постраничниот дел на калапот. Потоа во калапот нанесуваме од филот. Врз него го нанесуваме и сечканото овошје. Прекриваме со преостанатиот фил. Декорираме со една елка од пандишпанот на средината на тортата. Калапот со тортата го ставаме во фрижидер. Откако тортата ќе се излади, го вадиме калапот од фрижидер. Ја вадиме тортата од калапот. Ја ставаме на чинија. По крајот на горната површина на тортата нарасуваме ситни чоколадни бомбони. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 50 минути.
Со овој десерт ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Шардоне со арома на овошје и сладника вкус. Се служи на температура од 10 до 12 степени. На крај, напијте се филџан топло и вкусно македонско црно кафе. На здравје!